второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денеска беше во посета на Свети Николе и на фирмата Балкан Екофрут. Разбиени се повеќе криминални групи кои долг период ги пустошеа шумите во регионот. 8 мина се приведени, одземени се возила, алати и крадени дрва за огрев. Со средства од европските фондови се планира за окружување на реконструкцијата на поранешното детско одмаралиште на Плачковица, кое е принаменето во Конгресен центар на Универзитетот Гоце Делчев. Единствен начин за решавање на проблемите во земјоделството е создавање квалитетен, конкурентен производ, а тоа е можно само со воведување нова современа технологија и следење на светските трендови, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков за време на денешната работна посета на Свети Николе. Цветков присуствуваше на пуштањето во работа на новиот комбајн за автоматско собирање домати, вреден 170.000 евра, што го набави фирмата Балкан Екофрут, а ги посети и погоните на МИК Свети Николе. Без едно вакво современо производство, введување на нови технологии, на нови иновации во однос на земјоделството, тешко ќе можеме да го продадеме нашето производство. Слушнавте дека се работи за мешовита фабрика, некаде 50-50 е вложувањето од инвеститорот од надвор од Саудиска Арабија и мислам дека едино во тој правец и треба да работиме, бидејќи како што знаете дека бар во Македонија не е проблем да се произведе земјоделското производство. Сведоци сме на тоа дека кога ќе се произведе, кога ќе дојде продажбата, проблемот да најдеме пласман. Така да тоа е начинот, тоа е патот за решавање на земјоделските проблеми, односно со отварање на зголемување на конзервната индустрија, односно преработката на земјоделските производи и секако отварање на нови откупно-дистрибутивни центри. Вчера попладне Штипската противпожарна единица интервенираше на две опожарени локации. Во опасност од опожарување беше спортскиот центар Јордан Мијалков, а голем пожар имаше и на локалитетот Кумлак, каде изгореа над 10 хектари борова шума. Брзата интервенција и канадарот на Центарот за управување со кризи спречија поголема катастрофа. И покрај честото предупредување на надлежните од противпожарната единица да се внимава при палењето на отворено, сепак апелирањето кај никој луѓе не допрело доволно до нивните уши. Двата пожари кои вчера избувнаа во Штип се резултат на човечко невнимание, информира од територијалната противпожарна единица Штип. Едниот пожар изби во близина на поранешното нервно одделение движејќи се кон салата Јордан Мијалков, каде за среќа со брзата интервенција на пожарникарите е спречена сериозна горештина на сува трива, која би можела да го зафати и објектот на салата. Другиот пожар со поголем интензитет е локализиран кај местноста Кумлак, каде е изгорена неколку хектари нискостеблеста шума и сува трева. Околу ова место се наоѓаат викендици кои би можеле да бидат зафатени. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип Благој Ринџов вели дека за краток период успеале да ги изгаснат и двата пожари. На лице место беа излезени 2 противпожарни возила и 8 пожарникари. За кратко време пожарот е ставен под контрола, локализиран и целосно изгаснат. Вториот и втората интервенција, значи во местноста Кумлак, на лице место беа испратени 28 пожарникари во координација со шумското стопанство и дирекцијата за заштита и спасување. Успеавме за краток временски период пожарот да го ставиме под контрола. Беа повикани и двата авиона на дирекцијата за заштита и спасување кои ни помогнаа многу. Успеавме да ги заштитиме вилите, овоштарниците и лојзата. И имаме само минимална штета, изгорена е само сува трава и минимален дел на изгорена борова шума. Од територијалната противпожарна единица Штип изразија благодарности до граѓаните кои помогнале при гасењето на пожарот кај Кумлак, каде пристапот до местото е тешко проводлив.
Поради високите температури кои ги имавме изминатиот период, тревата е доста сува и при најмало жарче од цигара може да предизвика големи последици за природата, а и за општеството. Апелот до граѓаните останува ист како и досега. Максимално внимание за да не дојде до поголеми проблеми. Апелите до сега што се давани 2-3 пати, значи земјоделците не ги послушуваат нашите апели, претежно пак ги палат своите страништа и настануваат до огромни штети. Значи еден апел пак до нив ќе дадам, значи да не ги палат страништата, да не дојдеме до поголеми штети и до поголеми опожарувања. Преку граничниот проект што го реализираат Универзитетот Гоце Делчев Штип и Американскиот универзитет во Бугарија, финансиран од ИПА фондовите, утре и задутре ќе го има финалниот дел во Бугарија. Станува збор за проект кој дава можност целосно да се обнови објектот на поранешното детско одморалиште на Плачковица, кое е пренаменето во Конгресен центар на УГД. Заврши првата фаза од прекуграничниот проект на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Американскиот универзитет од Бугарија, како дел од ИПА програмата за предпристапна помош финансиран од Европската унија. Проектот беше наменет за реновирање на поранешното детско одморалиште на Плачковица, кое прерасна во прв конгресен центар, наменет за студентите на Штипскиот универзитет. За таа цел во Благоевград утре и задутре ќе се одржи презентација на која представници од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Американскиот универзитет од Бугарија ќе ги истакнат позитивните ефекти од досегашната реализација на овој проект. Официализирање на сите резултати кои ги постигнавме во период на спроведување на активностите по проектот за прекугранична соработка по инструментот за предпристапна помош Македонија-Бугарија 2012-2015 и се разбира дека ќе значи можноста да на јавноста и представиме што се е сработено и кои придобивки ги имаме двете институции од овој проект. За реконструкција до сега се потрошени над 180.000 евра од европските предпристапни фондови. Штипскиот универзитет за целосно финализирање на овој објект ќе конкурира на повикот за новата предпристапна програма 2014-2020. Институцијата наша веќе презеде прелиминарни чекори за воспоставување односи со институции од Бугарија за да се склучат договори за соработка. Веќе најдовме соодветни партнери, се разбира се уште во фаза на прелиминарност и не е официјално, но се разбира дека се работи на заокружување на хотелскиот дел на сместувањето за да може објектот да биде целосно ставен во функција. Се разбира тоа ќе биде проект доколку го добиеме, се разбира, проект кој што ќе трае барем 2 години. Во проектот за целосно реновирање на Конгресниот центар предвидено и отпочнување со работа на првата геомагнетна лабораторија во Македонија. СВР Штип приведе осумнина кои подолг период вршеле нелегална сеча и ги пустошеле шумите во регионот. Нелегално исечените дрва ги продавале во Штип и Карбинци за цена од 1500 до 2500 денари. Кривична за дива сеча СВР Штип поднесе и на тројца беровчани. СВР Штип откри повеќе криминални групи и поединци кои подолг временски период вршеле нелегална сеча на дрва и пустошеле шуми на неколку локации на Плачковица, и тоа во отарите на селата Калапетровци, Оджалија, Радање, Таринци, Лакавица и Брест, како и на подрачјето на општина Делчево. СВР Штип продолжува со активностите за сузбивање на дивата сеча, а апелира и до граѓаните да пријават дива сеча или продажба на нелегални огревни дрва. Поединци кои подолг временски период вршеле нелегална сеча на дрва и пустошеле шуми на неколку места на планината Плачковица, и тоа во атарите на село Калапетровци, Оджалија, село Радање, село Таринци и во атарот на село Лакавица и село Брест, како и на подрачјето на општина Делчево, а нелегално исечените дрва ги транспортирале и продавале на граѓани на подрачјето на општините Штип и Карбинци за цена од 1500 до 2500 денари во зависност од далечината на испораката. Секторот за внатрешни работи Штип не застанува во активностите за спречување на нелегалната сеча на дрва, односно и понатаму продолжува со зајакнати контроли и мерки за спречување на бесправна сеча на дрва, како и на транспорт на истите. Од страна на секторот за внатрешни работи Штип се работи на целосно документирање и комплетирање на настаните, по што ќе бидат поднесени кривични пријави.
Воедно апелираме до граѓаните, доколку располагаат со било каква информација за бесправна сеча на дрва, како и купување на дрва без соодветна документација, да пријават на бесплатниот телефонски број 192. За истото кривично дело бесправна сеча на огревно дрво добија и тројца беровчани. На 16.8.2015 година околу 16 часот во Караматлија, атар на село Двориште, од страна на полициски службеници, пријавените биле затекнати на парцела во државна сопственост, како вршеле бесправна сеча на огревно дрво, оштетувајќи го јавното предпријатие Македонски шуми за износ од 63.000 денари. 550 хектари државно земјоделско земјиште во Виничко е засадено со лозови насади, бадеми, лешници, вишни и цреши. Интересот кај земјоделците за овие култури е во пораст. На јавен оглас се нудат нови 50 хектари. Општина Виница нуди нови 48,5 хектари земјоделско земјиште под закуп, нова шанса за земјоделците да ги прошират своите површини со нови насади во Калиманци, Јакимово, Трсино, Блатец и Липец. Согласно јавниот оглас 02/15 во општина Виница е распишено, е дадено за користење под закуп земјоделско земјиште во површина од 48, 45, 74 хектари, значи околу 48,5 хектари. Од досегашното искуство во општина Виница досега се склучени вкупно 126 договори за површина околу 550 хектари. Најголем интерес има за подигање на долгогодишни насади, од кои во општина Виница најзастапени се лешникот. Во последните години исто така се подигат насади со вишна, цреша и интерес има исто така за подигање на насади од бадеми и ореви. Од вкупно 126 договори склучени во изминатите години, 35 се раскинати заради неплатена закупнина, а останатите се активни. Паралелно тече и огласот за легализација на насади за кој не е регулирано корисничкото право. Јавен повик за користење на државно земјоделско земјиште, тоест за површините кои земјоделските производители ги користат, на кои се подигнати долгогодишни насади и истите согласно овој јавен повик можат да се ги легализираат. Потребните документи и податоците за површините кои се дадени на јавниот оглас можат сите заинтересирани да ги добијат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница. Земјоделците од Виничко до 29 септември можат да аплицираат како физички лица за закуп на државно земјиште до 3 хектари, а можат да поднесат и барање за закуп во трајање од 15 до 70 години, зависно од активноста и од земјоделската култура која ќе се одгледува на земјиштето. Почетната цена по хектар се утврдува во зависност од местоположбата и од катастарската класа на парцелата и изнесува од 5 до 25 евра. Меѓутоа, подетално, заинтересираните можат да се обратат во подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Виница. Во мај годинава во организација на Црвен крст од Штип беше одржан општинскиот надпревар во пружање прва помош. Победничката екипа од медицинското училиште Јане Сандански деновиве напорно се подготвува за државниот надпревар, кој ќе се одржи наредниот викенд. На државниот надпревар по прва помош кој е закажан за 18 и 19 септември, а ќе се одржи во Крива Паланка, општина Штип ќе ја представуваат ученици од Средното медицинско училиште Јане Сандански. Станува збор за 6 ученика кои со ментори од општинската организација на Црвениот крст од Штип веќе ги започнаа подготовките за што подобро да се представат. Моментално сме концентрирани како едукатори на првата помош од Штип во обучување на прва помош на тие средношколци од Средното медицинско училиште. Тимот на Штип значи број 6 члена кои што ги учествуваат, средношколци сите, и се надеваме дека ќе постигнат успех ова година. За учеството на државниот надпревар по прва помош учесниците од Штип ки имаат подготовки во повеќе области кои се однесуваат на пружање прва помош на повредени во различни ситуации. Ќе им вршиме едукација во пружање на прва помош во области кои што опфаќаат скршеници на екстремитетите,
повреди на градниот кош и на абдоменот, механички повреди од остри предмети, сообраќајен травматизам, изгореници и смрзнотини. На државниот надпревар ќе учествуваат представници од 30 на градови, односно победници на општинските надпревари, кои освен надпреварување ќе имаат и порелаксирани активности од забавен карактер. Она што е предвидено е и дисеминација, односно запознавање со меѓународното хуманитарно право, со основните принципи на Црвениот крст и останати хумани вредности. Британската кралица Елизабета II денеска одбележува 63 години и 7 месеци на престолот, што представува најдолг стаж на еден монарх во историјата на Велика Британија. Кралицата, која има 89 години, го надмина досегашниот рекорд, што до денеска го држеше нејзината чукун баба, кралицата Викторија. На престолот таа се наоѓа откако го наследи својот татко, кралот Џорџ VI, кој почина на 6 февруари 1952 година. Вооружени лица вчера во Багдад го киднапирале заменик министерот за правда Абдул Карим Фарес и го раниле неговиот возач. Полицијата соопшти дека киднаперите со неколку возила го стопирале неговиот автомобил во североисточниот дел на Багдад, при што дошло до престрелка. Пред 4 дена вооружени лица киднапирале 18 турски државјани вработени во една градежна фирма која работи во Ирак. Идентитетот на киднаперите во двата случаја останува непознат. Снимателка од унгарската телевизија е отпуштена денес поради снимката на која се гледа како ги шутира бегалците, вклучувајќи деца, додека тие бегаат од полицијата во прифатниот центар Реска на југот од земјата. Снимените инциденти се случиле кога стотина бегалци го пробиле кордонот на полицајци во прифатниот центар Реска, близу до границата со Србија. Европскиот првак во карате Емил Павлов изминатиот викенд настапуваше во карате премиер лига во Истанбул, Турција. За жал, повредата не му дозволи да продолжи со борбите и да се закити со уште еден голем успех како досега, но сепак Павлов се стекна со уште едно големо искуство. Следниот предизвик за него е веќе овој викенд, каде што ќе учествува на турнир во Базел. Изминатиот викенд настапив на петата поред премиер лига за ова година која се одржа во Истанбул, Турција. Можем да кажем дека не поминав баш најдобро. Во вториот меч се здобив со повреда на прстот и иако има водство 2:0 против русинот кој е носител на бронзен медал од последното светско првенство, морав да го предадам мечот. Докторите не ми дозволија да го продолжам мечот, но што е тоа, еве сега простанува да ја санирам повредата, бидејќи ме очекуваат други побитни надпревари. Еве, овој викенд добив директна покана од организаторите на турнирот кој ќе се одржи во Базел. Иако се уште сум повреден, се уште имам повреда на прстот, ќе се обидам и на овој надпревар да се покаже во најдобро светло и да достигнам до некој голем резултат. Емил Павлов минатата недела беше и на средба кај председателот на Република Македонија. Поводот за средбата беше учеството на првите европски игри, каде Емил се закити со бронзен медал. Голема беше чест и задоволство да те прими председателот на Република Македонија господинот Ѓорги Иванов. Значи, поводот за ова присуство беше освојањето на бронзениот медал од Европските олимписки игри во Баку. Значи, знаеме дека државата доста вложува во спортот, доста помага. Значи, да напоменам дека јас сум стипендист од страна на Агенцијата за млади спорт и од владата на Република Македонија. Исто така и го имам на големото спортско признание, спортска пензија. Значи, со оваа помош од страна на државата ја можам по-професионално да се занимавам со овој спорт и да вложувам повеќе во мене и да постигнувам уште поголеми резултати и да ја афирмирам и представувам Македонија на најдобро светло. Најголемото достигнување досега на Павлов е првото место на Европското првенство во карате, како и трето место на првите европски олимписки игри.
Македонскиот пауерлифтинг надпреварувач Бошко Стаменковски од Македонска Камениц, кој се надпреварува во дисциплината бенч прес, замина за Лас Вегас, каде ќе учествува на светското првенство во оваа дисциплина. Тој својот пласман ново надпреварување го обезбеди, откако најпрвен го сруши балканскиот рекорд, а потоа беше и европски првак на неодамно одржаното европско првенство во Велика Британија. Стаменковски во својата последна изјава за Канал Плюс телевизија изјави дека ќе се обиде достојно да се представи и да го обели образот на Македонија, која се уште нема пауерлифтинг федерација. Значи Македонија моментално нема пауерлифтинг федерација. На балканско бевме 4 македонци. На европското бев единствен представник од Македонија. Исто, значи ги имам фатено условите за светско на европското такмичење. И сам единствен македонски представник на ова светско такмичење од Македонија. Ќе гледаме колку може најдобро да представиме Македонија на ова светско првенство и сами од себе да се представа, значи. Инаку, освен во пауерлифтинг, во Лас Вегас исто така во теке и светското првенство во борење, на кое учество земаа и најдобрите македонски борачи Дејан Митров, Бован Данов, Јасин Реџелари, Халил Зубаиров во слободен стил и Тимур Хамикоев во грчко-римски стил. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.